Јас навистина не сакам да звучам грубо уште во самиот старт, меѓутоа ова е една убав документ на 108 страни напишан, добра анализа си има направено, што повеќе мене ме потсеќа на компаративна анализа отколку на стратегија и сметам дека е добар материјал за палење на оган. Затоа што во нашава држава, колку и ние да правиме стратегии, не сакам да ме сватите погрешно, ние правиме стратегии години наназад, не само за спречување на корупцијата, ова е добар чекор, пак ќе кажам, меѓутоа понатаму остануваат другите делови да се имплементираат. Правиме стратегија за, еве гледам тука колегата Латифе, каде што правиме стратегии нели за помош на ромите и така натаму, не се имплементира. Правиме стратегии за образование, ништо не се спроведува тоа. Правиме секакви стратегии и постојано имаме една неконзистентност, имаме менување и на законите, и на правилниците, и на сите подзаконски акти во согласност со барањата на неколкумина кои што раководат со нашата држава и затоа ние не можеме ништо да постигнеме позитивно, нешто што би трајало 10-15 години и ќе имаме една стратегија која што додуша ова е за 4 години, како што видов, да, за 5. Каде што би ги добиле на крајот очекуваните резултати покрај сите анализи што се направени. Ова што мене ми падна во очи е, ова стратегија треба да се напише на почетокот кој и каде се зголемени надлежностите на ДКСК и затоа што во многу случаи досега гледаме дека ДКСК или ќе се прогласи за ненадлежна во однос на овие сите коруптивни действија кои што се случувале низ годините, или пак ќе се изрече некоја казна која што понатаму нема дополнителни облигациони односи спрема оној на кој што му е изречена, или у превод не знам, баш пред 2-3 дена видов дека некој директор од Битол или не знам од каде бил во некој училиште, си ја вработил сопругата во истото училиште, му е изречена казна од 250 евра, човекот си ја платил казната и сопругата останува внатре. Не е избркана од работа. Така што сметам дека овие работи треба малку по-длабоко да се разработат, треба да добиете многу поголеми ингеренции и да имаме една спрега дополнително и на контрола, докаде се вашите налози што ги давате во однос на сите оние коруптивни скандали и така натаму. Проценката на ризици сте запишале дека ги идентификува следниви хоризонтални области: јавни набавки, вработување во јавен сектор, инспекцијски надзор, издавање на различни одобрени решенија, лиценци и дозволи. И тоа е во ред. И сите сме свесни за тоа. Јас сметам дека и некој мало дете да го прашаме, знае дека тука е проблемот, меѓутоа што превземаме? Кога вие ќе укажете нешто и секогаш кога нема да биде во согласност со желбите на законодавците или на извршната власт, тие секогаш гледаат да го заобиколат она што вие сте го донеле како одлука и наместо тие да го спроведе некој колектив, како што е, например, законодавниот дом. Истото се направи и со транзицијата на капиталот, уште порано се озакони кражбата, легалната, како се легализираше кражбата на државниот имот и така овие 20 на години собственици се оние кои што биле во моментот директори блиски до СДСМ и така натаму немаме никакви проблеми. Истото го направивме со Мак Петрол во последниве неколку месеци и слични законски нормативи кои што ги носат и не се во спротивставеност со вашите препораки и со вашите ставови. Имаме силно политичко влијание во јавниот сектор. Ова се анализирани сектори како заеднички именител утврдени со следниви ризични фактори, значи силно политичко влијание во јавниот сектор, проблеми во владењето на правото и ниска стапка на санкционирање на коруптивното однесување на ниво на општество и затоа сакам малку да кажам нешто. Неконзистентна регулатива, што остава простор за злоупотреба и поттикнување на коруптивно однесување. Ова кажав со честото менување на законите по потреба како му текнало на премиерот или на некој близок од неговата тајфа. И недоволна транспарентност, систем за надзор, контроли и механизам во јавниот сектор. Сега, во однос на неконзистентноста,
односно проблемите во владењето на правото и ниската стапка на санкционирање на коруптивно однесување. Вие ќе донесете некоја одлука, која што ќе ја препратите или препорака до некој надзорен одбор или управен одбор, меѓутоа управниот одбор и надзорниот одбор е секогаш составен од партиски кадри. И тука не можеме ние да очекуваме дека некој ќе си го санкционира својот сопартиец или својот пријател или некој што гласал за него да биде таму на тоа место. Немаме дополнително и никакви компетенции за таквите места кои што се, не знам, член на управен одбор, јас барем како што знам, на повеќе места не се бараат никакви компетенции, освен за овие поголемите фирми. Сакаме да имаме дигитализација во јавните служби, а ставката за дигитализација во Министерството за информатичко општество и администрација е енормно намалена во буџетот за 2021 година и баш за тоа разговаравме, бидејќи тоа не е само ваша препорака, тоа е и препорака на Европската комисија, затоа што дигитализацијата ќе го олесни, би рекол, животот на сите клиенти, на сите странки кои што бараат некакви услуги во институциите, ќе имаме поврзаност и така натаму. Значи, ова не е само ваше барање, меѓутоа немаме и усогласеност меѓу институциите. Вие барате едно, и Европската комисија има истата препорака, меѓутоа Министерството за финансии предлага во буџетот за 2021, сега карикирам, наместо 1 милион евра за дигитализација да се одвојат 400.000 евра, и тоа е во спротивно со вашите барања и затоа мислам дека треба да имаме многу поголеми усогласености кога се носат посебно овакви значајни стратегии. За волја на вистината, јас сум еден од оние кои што сака и на вистина посакува и би сакал да имаме одлични резултати во споредба со овие, меѓутоа ете за жал сме на 111-то место во борбата со корупцијата. Сега имаме игра на зборови, некој вика дека било перцепција, некој вика дека не било така и така натаму, меѓутоа 111-то место си е 111-то место. Имаме неефикасно раководење и управување и надзор на одделни органи, она што сега го зборував, и дополнително ме загрижува уште една работа за која што ние дискутиравме овие денови на Комисијата за финансирање и буџет. Не знам дали сте запознаени, имаме сега повторно отпишување на долговите на јавните предпријатија и односно на општините, а понатаму тие ќе си ги отпишат на јавните предпријатија или на оние акционерски друштва кои што се формирани од државата. Сега, ние наместо да ги санкционираме оние кои што продуцираат долгови, ние од оваа страна, од тука законски носиме закони со кои што ги вадиме нивните долгови и ги оставаме несанкционирани. Сметам дека треба малку и во таа насока да се завземеме сите, да донесеме еден став, затоа што нормално и логично е дека локалните единици немаат доволно средства, немаат доволно пари, така е поставена локалната самоуправа, така е поставена политиката на единиците за локална самоуправа и тие продуцираат постојано. Пред 2 години имаше отпис на долгови во висина од 40-50 милиони евра и сега имаме пак нови долгови. И сега во ред е да им помагаме на единиците за локална самоуправа, меѓутоа треба да видиме, треба да ги согледаме сите оние кадри кои што ги продуцираат тие долгови и веќе да имаме санкции спрема нив. Добро е да ги одолжиме општините, меѓутоа онаму каде што имаме неколку години поред задолжување, треба да видиме што да правиме со нив и да најдеме некоја форма каде што тие би биле сменети или би донеле кадри соодветни на истата позиција, па да им дадеме нив шанса. Самите кажавте дека имаме злоупотреба на агенциите за привремени вработувања. Во буџетот имаме и јадници привремени вработувања и милионски суми кои што се предвидени за плати и надоместоци на оние истите во различни министерства. За крај не сакам да должам, знам дека сме кратки со време, сакав еден извештај од Центар за граѓански комуникации, кој што пред неколку месеци го видов и го читав во една прилика и за ребалансот за буџетот, понатаму и на заменик министерот му го дав. Значи овака вели. Ова е од Центар за граѓански комуникации, организација која што е во собственост на Герман Филков, кој што важи за еден од по-релевантните новинари, кој што досега, фала Богу, сметам дека и не зел некоја страна. Вели вака, веднаш штом изби короната, почнаа да се набавуваат средства за заштита според постапка со преговарање, односно со директно
договарање на фирмите поради крајна итност. За 39% од овие договори се преговарало само со една фирма, а половината од преговорите и во тие биле дополнително вклучено само уште една фирма. Забележани се значајни разлики во цените кои што се направени на истите производи, особено кај маските, ракавиците и заштитните униформи, бидејќи тоа беше тогаш актуелно. За 68% од договорените склучени по итна постапка од договорите кои што се склучени по итна постапка се без оглас и институциите го прекршиле Законот за јавни набавки со тоа што не ги објавиле известувањата дека тие склучиле воопшто некаков договор. Само 5,2% од договорените склучени по итна постапка со преговарање институциите го објавиле законско задолжителното известување. Сега вели овака, уште една работа. Кај маските постојат огромни разлики. Најскапо платена маска е 448 денари за парче, додека оние КН95 од 66 до 313 денари. Кај ракавиците 1,8 денари до 9,3 денари за ракавица, кај скафандерите од 177 денари до 1788 денари. Значи имаме тука 10-кратни разлики. И сега не е проблемот дека тоа законот ниф им го дозволува, навистина им го дозволува со Законот за јавни набавки. Проблемот е до кога ќе одиме вака. Значи, сметам дека во оваа стратегија прво што треба да се направи, вие да си ги зголемите самите ингеренциите, за да имаме едно општество каде што ќе имаме спрега и каде што ќе имаме контрола на сето она што се случува. Не можеме овака да одиме. Кажавме, од една страна сме спречени, односно сте спречени со управните надзорните одбори. Од друга страна немаме контрола. Законот има голема толерантност и во однос на едно и во однос на друго. Практично тоа сето е законски што се прави, меѓутоа имаме на едно место маска, односно скафандеров 170 денари, на друго место 1800 денари. Пак се искористуваат државни средства, се оштетува државата на многу разни начини кои што постојано се барат. Сметам дека вие сте тие кои што треба да направите еден пресек, еден засек, нормално и ние тука како законодавен дом да ви дадеме поголеми ингеренции, ако навистина сакаме да решиме нешто во држава во однос на спречувањето на корупцијата. Имаме исто така, еве сега да не должам многу, имаме министри кои што каде што преовладува непотизам, каде што прават кој што сака и така натаму. Пак ќе речам, и не е доволно она што вие го изрекувате како казна, а понатаму нема никакви последици. Благодарам.